Поради долг, општина Делчево изгуби 4 канцеларии од старата општинска зграда. Извршител по пат на јавна продажба ги продал канцелариите за да наплати дел од долгот на фирма која набавувала компјутерска и софтверска опрема и вршила слични услуги на општината. Канцелариите со површина од околу 60 квадрати се продадени по третиот обид за продажба и по цена од 376.000 денари на самиот доверител, со што долгот на општината спрема оваа фирма се намалил и сега изнесува 10.000 евра плюс каматите. Ова последно губење на општинскиот имот поради неплатени долгови влезе и на седницата на Советот. Дали е точно дека се отуѓени простори во старото собрание и на кого и зошто? Канцеларии во порано собрание тачно дека се продадени по пат на извршна постапка. Има одреден доверител кој не тужил. Не знам да ви кажам, не знам кој не е тужил, пошто се уште немаме комплет документација од извршителот. На седницата се расправаше за трошењето на буџетските средства во првиот квартал од оваа година. Капиталните расходи, приходи беше фокусот на советниците. Имаме потрошено за граежни објекти 776.000 денари за улица во село Разловци, потоа се потрошени 683.000 денари за изграден крак на улица Плачковица и 190.000 денари се исплатени за изработка на проекти и надзори над постоечката изградба. За советниците од опозицијата, првите 4 месеци покажале дека општината креирала нереален буџет и за 2016-та. Купно капитални приходи планирани 24.200.000 денари, а реализирани 366.603 денари. Во просек тоа е отприлика 1%. Или за да ви биде пластично, што се имаат испланирано господата од локалната самоуправа, начело со градоначалникот и раководителот на секторот, она што го планирале да го сработат за оваа година, верувале или не, ќе им требаат точно 100 години власт. Општината во првиот квартал собрала 8 милиони денари на име на даноци од планираните 32 милиони и во овој дел има најдобар процент на реализација. Инаку буџетот на општината за 2016 е планиран во износ од околу 260 милиони денари, додека долгот на општината спрема разни доверители изнесува околу 250 милиони денари.